Еве сме повторно назад, почитувани гледачи, добро дојдовте после вестите, секако и после делот на Роберт, да продолжиме со нашите гости кои што ете веќе ги погледнавте во Форшпанот. И многу ми е драго вака што направивме една убава спојка на 4 дами и еден господин. Имаме еден доктор кој што верувам дека навистина ќе ужива во емисијата со таква 4 прекрасни дами. Така е, би сакала да одиме со ред, еве да ја представам жената која што седи веднаш до мене и жената со која што ќе разговараме малку повеќе и за козметика, за убавина и за здравје, нели некако пред 8 март да им се посветиме малку на жените. Тоа е Ивана Јанева Попов. Ивана, добре дојде за прв пат во Здраво Македонија и многу ми е драго што ете ја одбра Канал 5 како телевизија да бидеш гостинка. Благодарам на поканата, задоволството е обострано, честа голема, поздрав до сите гледачи, се надам дека ќе имаме одличен разговор. Ние се чувствуваме супер, така да. Во вакво друштво нема утка. Продолжуваме понатаму, еве со единствениот господин кој што го најавив, тоа е професор доктор Дејан Докич, кој што секогаш кога ни е овде во емисијата имаме корисни информации, верувам дека ќе биде и така со оглед на тоа што нели веќе имаме сезона на настинки, грипови, иако тоа некако полека поминува, па сега почнуваат сезоните на алергии, секоја информација од докторот ќе биде добре дојдовте во Здраво Македонија. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Баш ми е драго што сте тука, докторе, и уште една дама од светот на модата. Некако баш жените се собравме како 8 март да го за утре да прославиме. Да го прославиме 8 март. После не знам колку години, баш тоа зборевме пред да влезе во студиото. Последен пат мислам дека беше во студиото на Здраво Македонија за време на корона или пред корона, не се сеќавам. Многу долго време, среќа заврши модната дизајнерка Олгица Ѓоргиева. Олгица, добре дојде. Добро ве најдов и навистина се радувам што повторно имаме прилика да се дружиме. После доста години, мислам дека толку работи се сменија, има што да се каже, така? Така е, секако. Така, јас и Милена ќе бидеме ваши домаќини. Денеска, Милена, поздрав и за тебе. Поздрав Елена и за тебе, поздрав и за нашите гледачи, нашите прекрасни гости. Како што кажа, корисни информации ќе имаме сигурно, но и многу нови информации кои што ќе ги споделат со нас. Така е. Во зависност од тоа кој што работи сите во различна област, но мислам дека за докторот сите ќе имаме прашање. Дури и гостинките веќе подготвуваат прашања. Ете така, затоа би сакала еви да започнеме од докторот со оглед на тоа што нели сега и во вестите гледавме колку е голем проблемот со аерозагадувањето, посебно во Скопје, нели колку е загаден градот, мислам тоа не е ништо ново. Меѓутоа и како делува врз нашето здравје. Докторе, еве ако треба веќе да зборуваме за алергии, ајде да почнеме од оно кое што е секој ден воздухот кој што го дишаме. Како делува воздухот врз нашето здравје, затоа што јас мислам дека колку и да зборуваме нема спас, се едно исто вртиме, се едно исто повтараме и нашето здравје некако цело време зборуваме за здравје, а воздухот кој што го дишаме прво не е здрав. Па видете, за здравјето најнеопходно е да имате чист воздух, здрава храна, чиста вода. Тоа се предусловите за да имате еден нормален здрав живот. Така. Секако дека аерозагадувањето е проблем кој што се провлекува со децени. Значи не е ова проблем од вчера, ниту од пред некој ден. Проблемот е што има голем број на загадувачи. Воздухот во моментот, како што сами претходно слушнавме на вестите, дека некоја депонија е во чадење, односно во производство на голем број на несакани честички кои што се од веројатно ПМ честички комбинирани со јаглероден диоксид или моноксид заедно со сулфур диоксид, понатаму издувните гасови од автомобилите да не ги заборавиме, особено од дизел горивата. Секако озонот е тука, азотните оксиди. Има повеќе загадувачи кои што сите заедно во комбинација или поединачно лошо влијаат на здравјето во тој смисол што предизвикуваат едно лесно воспаление на респираторната слузокожа. Тоа воспаление лесно некој може да го манифестираат со одредени симптоми, како што се кашлица, јадеш во очите, но исто така и печење во очите, во носот, кивање, стегање во градите, отежнато дишење, но кај некои особи, здрави особи, не мора да се манифестира со симптоми, но е присутно тоа лесно воспаление. И сега на такво едно хронично, долгорочно воспаление, многу полесно може да навлезат вирусите. Така да свесни сте дека имавме и се уште трае, но среќа и на заминување, една поголема бројка на заболени од грип. Но тука се и други вируси. Значи, нивното влегување во организмот е многу олеснето кај оние кои што се експонирани на загаден воздух.
И сега на иста таква една подлога излегуваме од овој зимски период, навлегуваме во пролет, кога почнуваат полените да цветат и за нив е олеснет патот до респираторниот систем, па еве на прагот сме на алергиите, на појава на пациентите почнаат веќе да ги осеќаат симптомите, бидејќи почнаа да цветаат рано цутечките дрва. Добро, што да прават тие кои што веќе им е насловнат имунитетот од самиот грип, еве, може не сите, но голем процент од луѓето го поминаа полесно или потешко и дополнително сега алергии. Има луѓе кои што велат 3-4 месеци како во круг да се вртат, не можат да излезат, па и менталното здравје тука веќе страда. Точно во право сте кога говорите дека еден број на пациенти кои што од грипот што туку само што излегоа, доколку се алергични, ќе имаат проблеми сега од алергијата, односно практично ќе им се спои сезоната на грип со почетокот на сезоната на алергии. Сакам да кажам она што е карактеристично за овој вирус на инфлуенца кој што во моментот владее, дека пациентите може и по исчезнувањето на симптомите да имаат една продолжена кашлица која што може да трае и неколку недели. Значи и пациентите да знаат дека со прекин на температура која имале или посериозните симптоми може да имаат кашлица која што ќе трае подолго време. Сега као што рековте, алергиите се на повидок. Пациентите она што знаат дека имаат алергија на време да ги зимаат лековите кои што им се препишани. Многу е важно, уште пред самиот почеток на сезоната да ги зимаат, затоа што оној прайминг ефект ќе го избегнат. Што значи прайминг? Тоа значи дека одеднаш убаво време, сончево, одеднаш има голема концентрација на поленски зрнца и тие веднаш ќе предизвикаат тешки симптоми. За да тоа се избегне, се препорачува да терапијата што е воглавно во форма на спреови, не во форма на таблети, да се зима 1 до 2 недели пред очекуваниот почеток на алергиската сезона, на цветање на одредени растенија. Сега тоа не може секој да го знае, но штом насети малку да има симптоми, веднаш да почне да ја зима, за да го намали ефектот на оние интензивни симптоми кога би ги имал при нагло ослободување на поленски зрнца во воздухот заради убавото и топло време. Прекрасниве дами може би имале проблем, не знам, сте имале ваков проблем до сега? Сакаме еве Ивана да ја прашаме затоа што зборуваме за алергии и нели аерозагадување, некако кожата како наш најголем орган најчесто страда, затоа сакаме да зборуваме малку и за здравјето на кожата. Какви се вашите искуства со еве алергии, со не знам, обично нели зимно време, ај сега имаме сонце, ама србежи, чешање, излегување на различни пликови на телото? Апсолутно. Алергиската реакција кај пациентот видлива, односно тој е чувствуван или респираторно, но видлива е по патот на кожата. Почитуваниот кажа, нели, јадеш, сврабеш во самите очи, тоа е црвено око, па практично начинот и третирање на истото треба да биде соодветно, односно се користи, да не го занемариме, оној просто на убавина, нели, вметнување на рутината на убавина, треба да се вметне и како медицинска козметика, која што ќе биде во корелација да не го наруши веќе постоечкиот нели синдром на самата кожа, туку наспроти ќе помогне да може таа средина, тој микробиом многу полесно да се регенерира и да го, нели, како велиме, намалиме, а скоро исчезнеме чувството на печење. Печкање, да. Не секогаш како дами, но и како момци, каде што сакаме пиедестално да искажеме убавината, успеваме сите оние кожни аномалии да ги занемариме, она црвенило, но ништо не ни ќе ни помине. Апсолутно, но не е така. Покрај користењето на она респираторна терапија која што ќе ни го улесни, тоа е примарниот нели дел и пат на лечење на самата алергиска реакција кај пациентот, секогаш, ама баш секогаш треба да се даде акцент на користење на медицинска козметика која што во својот состав нема парабен, нема конзерванс, нема парфем, па тука сме сигурни дека ќе биде како велиме двоен сојузник на она дејствување со медикаменти или кој што ќе го препише самиот пулмолог, така, но пак ќе кажеме ќе се користи производ кој што е дерматолошки тестиран, кој што е наменет со клинички студии. Клиничките студии се секогаш својствени само за лековите, но за наша среќа со развивање на индустријата и потребата за како велиме инстант сега веднаш одма убавина. Да, сакаме резултати веднаш, така. Дерматолозите заедно со оние
фармацевти и оние лабораториски експерти успеа да создадат формулација која што, пак ќе кажам, нема да ја наруши ниту емоцијата, ниту убавината, која што ние нели сакаме да ја акцентираме, туку ќе направи да бидеме и да имаме и здрава кожа. Ивана, тука сакам слободно би додал да се надоврзам на разговорот дека сите тие препарати што ќе се користат треба да бидат со заштита од ултравиолетовите зраци А и Б, бидејќи ние сме во еден регион каде што сонцето многу долго во текот на годината ги инсолира здравите особи. А не го сваќаме тоа сериозно, посебно зимно време, нема сонце. Видете, зимно време ако се качите на планина, уште поголемо е зрачењето со ултравиолетови. Јас на планина повеќе имам изгорено, отколку на плажа, бидејќи на плажа се мачкаш, нели со се, а на планина се викаш ништо не ти е, и само се враќаш дома со црвени образи. Кај нас во нашата средина има голем број на карцином на кожата, но исто така и меланом, така да треба да се сите препарати што се нанесуваат на кожата да имаат една заштита од ултравиолетово зрачење. Така би го препорачал. Што користите, бидејќи можам да забележам дека вашата кожа изгледа одлично и свежо. Верувам дека тоа се должи на долгогодишна нега, секако. Или ген, Олгица не старе, од која ја видов последно исто најверојатно дека е и ген, меѓутоа сум профил на човек, често пати знам да се нашолам на своја сметка, органик. Внимавам многу што јадам. Супер. Значи спијам. Не пијам многу важен, браво. Не пушам, така да најверојатно основните работи кои што се првични, нели, уништувачи на здравје, на кожа, сум ги тргнала од старт и сигурно и тоа има некое влијание. А со алергии до кај си? Исто прашам. Со алергии кашлала, слушнавме неколку месеци. Докторот кажа по 5 жени како беше една алергична, како беше статистиката? Од 4 една. Олгица. Не, јас имав, баш разговаравме со докторот, пред неколку години имав таква состојба, меѓутоа некако природно успеав да го решам тој проблем. Со промена на исхрана, со примена на некои чаеви кои што се, да речеме, за таа тематика, проблематика. И ете, после некое време, веќе долго време го немам тој проблем. Значи да се надоврзам на вашиот коментар за гените и за нормално начинот на живот. Најнова студија укажува дека генетскиот фактор не е до толку важен доколку средината е здрава. Значи ако некој не порано се веруваше дека нели гените носат еден генетски материјал во врска на секоја една особина на човекот, раст, можеби, или изглед на кожа, или колку младо изгледа човекот, така да тоа се некои генетски фактори, но надвршната средина и влијанието околината е многу важно до кој степен негативните или позитивните предиспонирачки фактори што се во генот ќе бидат исполени кај таа особа. Така да она со здрав живот веројатно успеала да некој работи. Ова е за Рилс. 9:24. Така е, запишувам, докторе, ние се согласуваме. Околината е таа која што делува. Генот веќе не игра толку улога. Не игра, не е толку. Значи тоа се студија која што е правена во Оксфорд и објавена е во Nature. Така да сериозен журнал медицински, а сериозна и установа што тоа. Јас го читав ова пред неколку години кога тоа откритие, тоа од порано, меѓутоа нели порано медицината и технологијата не беа толку активни, па некако не се збореше, меѓутоа тоа се однесува за ракот, нели обично вела дека ракот ако баба ти имала, мајка ти имала, па лели и јас ке имам, меѓутоа тоа се докажа дека генот не игра толкава улога како што игра околината, каде е клетката, во каква околина се наоѓа. Така. Браво. Еве за Рилс имаме. Имаме за Рилс. Сега би сакала, Олгица, да прашам, бидејќи ти си тука присутна, не дека не си, но еве може да кажеме дека направи одредена пауза, она што сега е најново што имав можност да го прочитам, дека соработуваш со романската опера и балет, костимограф, последно беше представата Пепелашка. Може ли да ни го раскажеш тоа искуство, бидејќи супер да се работи дома, но е добар показател за кариерата и понатаму кога излегуваш и надвор, нели? А јас имам чувство, извини што ќе прекинам, дека Олгица е многу поактивна надвор во сите други земји, барем што ги читав интервјуата во секоја земја, отколку што е тука кај нас во Македонија. Па најверојатно и затоа толку не бев присутна изминатиот период тука, затоа што има врзани проекти. Прво работев во Грција, костимографија за Електра, после тоа работев во Австрија, костимографија за Моцарт,
па во Словенија, костимографија ајде на валцер и сега овде и некако не остануваше премногу време за да можам да бидам активна, затоа што Како искуството таму, како работат таму, како тука? Интересно е искуството затоа што не е нешто многу поразлично од ова што е овде. Добро. Можеби ние ставаме многу поголем акцент, техничкиот дел зборам. Меѓутоа сепак станува збор за големи институции кои што позади себе имаат историја и секако дека е предизвик да се работи. За мене беа огромно искуство сите овие проекти и посебно последниот проект, особено сум среќна и ми даде една сатисфакција за понатаму да видам докаде се можам да одам во тој дел, затоа што моја примарна работа е моден дизајн. Така. И низ овие години, меѓу другото, со самата работа и многу учам во овој дел од уметноста. Ми отвори една сосема поинаква визија за тоа како може еден уметник да биде микс од повеќе работи, како треба поотворено да гледа на некои работи во однос на тоа што го работи. Плюс и пазар надвор, некако повеќе можности и контакти. Нели нормално е кога работиш на одреден простор, мерењата си ги правиш во однос на средината во која што работиш. Кога ќе излезеш на друг пазар, во прв момент имаш многу прашања, имаш и страв, дали ќе помине тој производ на тој пазар. Какви ќе бидат? Сосема различни менталитети, сосема различен принцип на работа, така да секако дека е едно интересно патување, јас често знам да кажам, и така и сум си го сватила и животот и мојата работа и не мислам дека нешто морам да брзам некои работи да ги направам, туку буквално да уживам во се што правам. Браво. Колку убаво кажано. Така растеме. Така растеме. Да прашам, како наоѓаш спој помеѓу тоа што си модерен дизајнер, значи дизајнер за мода, нешто што е up to date, во однос на креирањето еве на костимите за Моцарт, пошто се пак класично за Електра, значи имаме еден спој на нешто модерно со нешто класично, така да како се пронаоѓаш тука? Различни векови имаме тука, да. Точно, и работата како моден дизајнер и работата како костимограф е сосема различна. Во случајот многу од проектите во кои што работев беше микс помеѓу модерно и класика. Не беше стрикно класика. И што мене ми се допаѓа затоа што јас како дизајнер, мојот дизајнерски израз е фактички од кога сум започнала да работам, го правам тој микс, историјата многу ја почитувам, меѓутоа сметам дека треба да биде информација и показател за некое време во кое што сме живееле. Нормално не треба да ја заборавиме, треба да ја почитуваме, меѓутоа треба да бидеме свртени кон иднината и некако да се провлекуваат одредени моменти низ животот, како некоја база која што сме створиле, и така и работам, и тоа ми доаѓа природно. Не знам да го објаснам, едноставно тој микс кој што го правам ми доаѓа природно, внатрешно. Па ја можам само Фројд да го цитирам тука, кој што укажува дека не треба да се премногу преокупираме со историјата, и поред тоа што тоа можеби некогаш и се случува, да премногу не фантазираме за иднината, туку да го живееме сегашниот момент. И веќе фотографија така од тоа? Да, тоа е ова спонтано вака. Видиме, имаме фотографии, ама бидејќи сега зборуваме за тоа чисто. Ајде. А подоцна во вториот дел секако се мислам дека имаме оваа фотографија или мислам дека ви ја испратим. Добро, малку подоцна ќе ги видиме и фотографија. Не знам што имате одберено, да. Ова е последната премиера, после премиерата да се прослави. Какви беа реакциите? Реакциите беа одлични, навистина убава представа. Почекавме после и критиките да ги видиме, нели нормално, не нешто кога излегува од тебе емотивно си врзан, не си реален. Така да навистина сум среќна затоа што после тоа си ја добив потврдата за мојата работа и од луѓето со кои што работев, и од режисерот со кој што работев, и се разбираме сите за тебе. Простор за други проекти. Колку убаво. Би сакала да ја прашам Иван, еве веќе кога зборуваме за козметика, имаме нели медицинска козметика која што збориме, имаме дрогериска козметика, нели во последно време некако затоа што живееме во ера на социјални медиуми и ние се што видиме дека некој користи, мислиме дека тоа е вистинскиот производ за нас, без го занемаруваме фактот што можеби живееме во друга земја, имаме различна кожа,
тотално се е различно. Меѓутоа тука игра и финансиската ситуација, многу голем фактор. Нели медицинската козметика може да биде малку поскапа, дрогериска, не пазиме толку многу на составот, меѓутоа ако е нешто поевтино, зошто да не? Каков е вашиот став околу дрогериска и медицинска козметика? Емотијата е таа вистина, не велам не. Ако ги ставиме сите параметри на еден лист хартија и придобивките и негативностите кои што ги носи мас медија козметиката и медицинската козметика, и на долги стази говориме, нели? И како ќе сватиме дека многу е потребно нашите финансии да ги насочуваме секогаш кон здравието на кожата. За да добиеме здрава кожа, практично секогаш, ама баш секогаш треба да користиме медицинска козметика, бидејќи всушност формулацијата која што е давана, пак ќе напоменам, која што е без парабен, без конзерванс, без парфем, хипоалергена, третирана на ниво на лек, практично вас ви дозволува да бидете сейфти, бидете сигурни дека тоа што сте го ставиле на вас првенствено е задоволило потребата на вашата кожа, ги решило сите оние проблематики со кои што се соочувате. Ние во еден неврзан разговор еве ги спомнавме алергиите, атопијата и сето останато. Да, сакаме сите да сме убави. Но тоа е разликата помеѓу комерцијалната козметика и медицинската. Што едните и другите третираат убавината, ќе истигнеме пиедестално, тоа е емоцијата која што нас не е потребна, но едната работи како вредно на задржување на самиот микробиом и здрава кожа. И решавање на проблематиката со која што се соочува самиот пациент. Пак ќе напоменам, мала дигресија, почитуваниот кажа, да, заштитен фактор. И како медицинската козметика со врвните закони кои што беа на светско ниво донесени, не можете вие да произведете крема ако во основен заштитен фактор во себе нема SP16, кој што така експертите оцениле дека е соодветна зона асфалтно сончење, но за заминувањето на планина и летувањето и сето останато, но и високиот SP50, UVA и UVB заштитите како треба да биде загарантирана, бидејќи докажано е дека 80% старењето на кожата всушност е како резултат на сончев зрак. Имаше преубави студии, може да ги најдете и нашите гледачи на интернет, каде што се прави една паралела помеѓу човек кој што е, да кажеме, нели засолнат или цело време е фокусиран, неговата работа е во канцеларија или во ординација, и човек кој што е изложен директно на сонце, не знам, камионџија или со одреден поинаков профил на работа, каде што е направена нели споредба на самата кожа. Иста возраст, ист начин на исхрана, морам да бидам да потенцирам, значи тоа е тоа истражување каде што едната половина на самиот камионџија, односно со професија, нели камионџија, она каде што е најизложена по шофершајбната и од стаклото од сонце, остарена е за повеќе од 20 години и по состав и по структура на самата кожа. Па затоа соодветно користење на заштитен фактор и практикување на медицинската козметика треба да ни биде, како велиме. Значи крема без фактор не? Апсолутно. Па не, јас мислам дека барем последниве години се што користам најмалку има 15 фактори, тие моментално што ги користам, така што како што кажа Ивана, мислам дека нели законски мора да биде така најчесто. Не сегде, не сите, но претпоставам тие што се така. Јас можам да говорам нели за француската козметика која што ми е предизвик, медицинска козметика која што истражувам си во овие 13 години, таму се многу ригорозни затоа што порастот на меланом е голем, максимално голем. А таму е на терет на фондот нивен за здравство, па тие може би тука е двојна емоција да го заштитиме пациентот, но и да си го заштитиме нели и самиот трошок. Елена, парите играат голема улога. Не секој има да си дозволи 1500 денари, пример, да речеме еден сет. Така е. За нега на кожа и ама па инвестирај во здравје, гледаш, важно е кај ги строшиш парите. Но хантирскиот пристап самостоен треба да биде подеднаков вистап како мајчинскиот пристап. Нели кога годиме да купиме нешто за нашето дете, гледаме да биде најдоброто. Баш така. Ама не умееме тоа да го практикуваме кај нас. Така што и како треба да обрнеме внимание, да дадеме здравје на својата кожа. Леле, сега дома кидам секе фрлам што нема фактор. Ке проверим. Инаку, докторе, само што ми пристигна порака од наш гледач, вели Милена, те молам да ми го поздравиш јавно мојот доктор Докич, кој ми го продолжи векот. Звонко од Прилеп. Да, се сеќам на тој пациент, беше тежок пациент. Не гледај, бе, поздравувам. Благодарам, тежок пациент лежеше и кај нас на клиника, имаше тешка алергиска астма, меѓутоа верувам дека штом е сега добар, дека навистина има добар квалитет на живот. Знаете, во последните децении не е само да ние обезбедиме на пациентот да нема симптоми, туку да има и квалитетен живот. Што значи тоа?
тоа значи да тој пациент да ги работи сите оние работи што ги сака и ги посакува да не биде хендикепиран од болеста. Во овој конкретен случај може би од алергиите. Значи, ако сака да спортува, да спортува. Ако сака да оди во планина, да пешачи или да се бави со некоја друга активност, сето тоа да му биде овозможено, да не му е хендикеп од болеста. Јас само можам да кажам дека имаме познати спортисти, па на крајот на криштата и последниот првак на 100 метри, Лейл од Соединетите Американски држави на последната олимпијада е исто така пациент што користи спреј за астма. Новак Џоковиќ, сите познато е дека и тој има. Исто, значи, на денешно време може да се обезбеди не само добар квалитет, туку да луѓето имаат и постигнуваат врвни резултати на светско ниво, доколку се придржуваат на терапијата и доколку имаат, се разбере, ја па ќе ги упатам гледачите на еден здрав живот, бидејќи на тој начин и негативното влијание од гените може да биде на некој начин уште повеќе смалено. Така, баш убаво што го кажав тоа како една мотивација за оние кои што можеби се плашат, нели стравуваат, па ќе се затворат во себе. Не треба да се плашат, напротив, треба секогаш, јас поготово за децата, кога бидејќи родителите се премногу overprotective за децата, па не ги пуштаат на спорт затоа што имаат или алергија или астма или така натаму, не, јас ќе кажам, земајте терапијата на време, одете редовно на доктор, нели на контрола, но нека децата работат она што сака, да не се осетат хендикепирани во однос на своите другарчиња, тоа ќе створи друг психички проблем кај децата, дали тогаш, дали подоцна. Да. Така да нека... Уште еден, докторе, имаме рилсови за цела недела. Да, чека да запишам јас. Ние напишуваме таму минутажа. Да. Би сакала, еве, кога зборуваме веќе за квалитет на живот, нели, тоа во Македонија мислам дека е мисловна именка, научна фантастика. Кој квалитет на живот, нели, цело време се жалиме нешто. Еве сега воздухот го зборуваме. Да не, еве, ние барем се соочуваме секојдневно луѓе со политика, уште живеат во минатото. Некако јас имам чувство дека тоа многу тешко иде, докторе, во Македонија. А вие како доктор, да, вие ќе го лечите, нели, пациентот од било која болест, меѓутоа не е работата како што кажавте само да го излечите, тој човек треба да продолжи да живее. Тој може 30, 40, 50 години, нели, имаме уште цел ден век пред нас. И да го прави оно што го посакува. Така. Да. Видете, затоа сме меѓу помалку среќните нации во светот. Еве, нели, Финска, не знам, скандинавските земји, и поред тоа што ќе кажете, еве, нема толку сончеви денови, не знам, на север се постојано, може би имаат 6 месеци ноќ, летно време 6 месеци ден и така натаму. И поред сите тие негативни надворешни влијанија, тие сепак се едни од најсреќните земји во светот. Значи, треба да се реорганизира општеството. Дефинитивно, да. Олгица, што ќе кажете вие за квалитет на живот со оглед на тоа што си правите, мислам дека идеален баланс помеѓу работа во Македонија и работа во многу земји во Европа? Поголемиот дел од времето и јас сум овде, не? Да, меѓутоа се работувате со врвни експерти во странство. За жал е така како што е. Не сте врзани во канцеларија да работите секој ден? Не сум врзана во канцеларија и работата ми е таква, не сум врзана, меѓутоа воздухот е тој, ако веќе збориме за тоа. Ако треба да зборам од аспект на мојата работа, еве се трудам колку што можам да бидам коректна во однос на мојата работа, во однос на материјали и така натаму, рециклирање, доработка, значи sustainable fashion сега што е доста актуелно. Значи во тој дел колку што можеме и во средината во која што функционираме, затоа што и овде за да функционира повлекува други работи, нели? Што ни подготвувате за пролет лето? Ајде, малку открите ни нешто. Има ли нешто? Пролет лето, да. Во моментот тоа правам, значи подготвувам нова колекција. И темата е какви бои ќе преовладуваат, не знам, да, што ќе биде модерно, ајде спреметане ние тука да видиме кој бој треба да ги носиме. Во оваа сезона претежно се носат пастел, ќе се носат пастелни бои. Еве, Милена е во пастелно денеска. Колекцијата која што ја подготвувам е инспирирана од една слика која што јас ја направив и која што е поврзана со Јапонија. Мене ми е интересна таа култура. Нема да има премногу боја, ќе биде во принцип бела, значи, меѓутоа ќе има детали кои што асоцираат како оригами, рачно изработени елементи. Таква е и сликата. Продолжувам исто со изработка на чанти, затоа што таа приказна ја започнав минатата сезона.
и чантата исто ќе биде како пресликување на самата слика која што имам направено, ќе личи на сликата. Така да ќе се надевам ќе биде интересна приказна. приказна. Значи кога ќе си купиме фустани ташна, така да си оди заедно. Па и чевли плюс и се комплет. Спомнавте материјали, би сакала Ивана да ја прашам, многу материјали се штетни за кожата. Сега пак тоа се отвара таа тема, цена, гледам нешто поевтино, меѓутоа на голема врата се збори за sustainable fashion, кој што го збори Олгица. Полиестер, многу луѓе носат полиестер. Ајде да зборуваме малку повеќе за тоа. За жал да, но пак или ќе се вратиме на оној првиот момент, економскиот фактор. Не случајно бабите порано плетеле нешто од волна, сработувале нешто од памук, го приделе сами од памук. Да, дефинитивно природните материјали се тие кои што се најздрави за самата кожа. Не да таа функционира, туку како што нели го поинтиравме тој момент да имаме здрав век на самата личност. Так. Директен атак е кожата на сите оние материјали за жал кои што ги носиме. Агресивната експанзија на мода, интернетот и сето останато направија да и ние сакаме да бидеме дел од тоа. Да. Да. И да не ни мислиме што купуваме, нешто да носиме, да е модерно, нели оваа брзата мода сега која што доаѓа. Дури јас се запрашав кога последен пат видов состав при купување. Морам да бидам искрена дека јас не сум дел од оние кои што внимаваат цело време искенираат на телефоните. Но затоа одам кај Олгица во ателје и знам дека можам да купам нешто што е. Меѓутоа да се надоврзам на Ивана, еве конкретно за материјалите кои што ги купуваме кај нас, не може никој да ти гарантира за составот. Нема состав. И сега ние треба да предпоставуваме што имаме, да речеме, повеќе искуство, па ќе го допреш материјалот, па има некои финти што ги применуваме да видиме дали има нешто природно во материјалот или не. Нема. И да сакаш да го продадеш тој производ надвор кај што бараат спецификација на материјали, немаш сигурност спецификација која што ја гарантира дека е така како што е. Како што е. Ќе продолжиме да зборуваме со оваа тема во продолжение на јавам краток блок на реклами, се враќаме за кратко.